Почитувани, од 17.1.2020 година со 2 дописи, 3 потсетувања и појаснување по имейл до Агенцијата за вработување на Република Македонија, а по однос на член 18 став 3 од Законот за вработени во јавен сектор, побарав да ми се достави детален преглед на пријави на работен однос М1, одјави од работен однос М2 и по сите основи од одјави од работен однос М2 на определено, неопределено, сезонски, итни и неодложни, Агенција за привремени вработувања, одвоено за државен и јавен сектор, приватен сектор и вкупно. Почитувани, до денес од страна на оваа јавна институција со која што раководи Билјана Јовановска, не добивме целосни и точни податоци. Наместо тоа, директорката ни испрати хаотичен преглед што укажува на обструкции и прикривање на вистината од граѓаните за бројот на вработени во јавниот сектор. Имено, од вкупниот број на вработени, со кој што се фали Социјалдемократскиот сојуз, 60.000 вработувања за време на нивното владење, според моите сознанија, приближно 40.000 се во рамки на државен и јавен сектор. Истата оваа директорка и институција за потребите на Социјалдемократскиот сојуз и Дамјан Манчевски веднаш изработија извештај и направија преглед за пријавите и одјавите во и одработен однос за ноември и декември 2019 година во државниот и јавниот сектор. Но да одговорат на законската обрска од моето барање не сакаат, ја злоупотребуваат положбата, не сакаат да достави целосни и точни податоци и поради тоа го повикнувам техничкиот претседател на владата на Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика, Државната изборна комисија, како и Државната комисија за спречување на корупција, за нејзино разрешување и поведување на постапка за одговорност за непостапување, нестручно и незаконско работење на директорката Билјана Јовановска. Освен непостапување, Билјана Јовановска врши терор врз вработените по сите основи и до денес ниту еден надлежен орган по партиска насока не смее да изврши надзор или да констатира неправилности, затоа што во оваа директорка е миленичка на Зоран Заев. Во Агенцијата за вработување Билјана Јовановска именувана 2017 година без да ги исполни условите од Закон за именување на директор. Очигледно ги исполнува потребите само на партиската структура на Социјалдемократскиот сојуз и на Зоран Заев. Па затоа, за време на локалните избори 2017 година распределува и деградира вработени. За на нивно место распределува лица спротивни на законот и статутот на институцијата за време на изборен процес. Вработува и распределува вработени спротивно на закон и спротивно на годишен план за вработување. Вработените се под постојан притисоци со дисциплински постапки, закани и распределување од 100, 150 и 170 километри во еден правец, од адресата на живење до работното место. Од тројца овластени представници на синдикат, двајца се со понајмалку 2 отказни решенија, додека третиот по препорака на владата е распореден од Велес во Скопје. Неподобните немаат право на користење ниту на годишен одмор. Оценувањата не се спроведуваат, се вработуваат лица без соодветно работно искуство, се вработуваат лица со фалсификат потврда за работното искуство и околу 100 вработување на определено време спротивно на член 22 од Законот за вработени во јавен сектор. Вработување на своите партиски активисти, како што се потпредседателот и секретарот на незината партија, иако тие не се вклопуваат во систематизацијата, и десетици незини роднини и пријатели со што институцијата ја имаат претворено во партиски штаб. Државниот завод за ревизија во извештајот констатира голем број на трошоци за судски постапки на агенцијата. Последиците од незаконското работење на директорката на Зоран Заев го плаќаат граѓаните. Почитувани, законот и прописите во Република Македонија мора да се почитуваат. Директорката мора да постапи веднаш. Граѓаните на Македонија заслужуваат транспарентност и отчетност на работењето и имаат право да знаат каде се трошат нивните пари. А функционерите на Зоран Заев од профилот на директорката на Агенцијата за вработување треба да поднесат одговорност и да останат во минатото. Ви благодарам. Кои услови не ги исполнувала Билјана Јовановска за да стане директор на Агенцијата за вработување? Прво и основно не исполнувала условите, односно нема доказ за познавање на англиски јазик. Еден од условите во кои што треба да кога аплицира да го има како таков. Заради неа, потоа законот е сменат и се тргнува ова одредба од законот. Понатака
Истата оваа директорка во моментот на именување согласно закон таа не треба да биде член на политичка партија, ниту да извршува функција во политичка партија и ова треба на нотар да го даде како изјава, но нотарската изјава дека таа не е член на политичка партија, ние до ден денес не сме ја виделе, таа не ја дала, но и исто така на денот на извршување на настапување на сила директорка таа е член на политичка партија и извршува функција што е исто така спротивно на законот. Тоа се едно од двете битни одредби за именување на ваква функција. Дали добро ве разбрав, рековте дека од овие 60.000 вработувања со кои што владата се фали дека ги реализирала во изминативе неколку години, 40.000 се во јавниот сектор, кој што е 1/3 од вкупната администрација. По нашите калкулации околу 40.000 се во државниот и јавниот сектор вработени. А знаете по кој основ, како, дали се испразнати работни места заради пензија или ново додадени работни места? Согласно законот, за да вработиш одредено лице со договор, треба да се исполнете неколку услови, а тоа работно место да биде испразнато по основ на пензионирање, по основ на заминување или по основ на боледување кој што повторно лицето само заминува и само во тој определен случај лицата може да бидат вработени како договорци. Но во овој случај, како што е случај со Агенцијата за вработување, има вработено 100 лица во моментот кој што договорци, кој што не се знае кое работно место извршуваат, бидејќи на едно исто работно место систематизирано се вработуваат по 5 лица и им се дава исти договор. Но истиот случај и со многу други државни институции, пример, ќе земам градинка во Прилеп, каде што согласно законот може да има највеќе 15 договорци. Во моментот таму има 40 договорци кои што извршуваат иста работна задача. И тоа се случува во сите државни институции, значи пред крајот на 2019 година и почетокот на 2020 година во Агенцијата за вработување се малтене штанцаа договори за определено време.